Нема доволно пријавени кандидати за попишувачи за општина Струмица и за Ново село. Во соопштението Државниот завод за статистика велат дека заинтересираните кандидати може да се пријават на електронската апликација која ќе остане отворена и достапна за пријавување до 17 август. Според директорот Апостол Симовски, повеќе се причините за слабиот интерес. Во интервју за ТВ Сител, Симовски вели дека и летниот период има голем удел во слабата заинтересираност. Мислам дека пандемијата не беше во случајов, немаше големо влијание во овој дел. Мислам дека повеќе тоа нашиот оглас го дадовме во сред лето, кога луѓето се по годишни одмори, кога се интензивни работите во земјоделието, кога се доста добар дел од луѓето сезонски отидено да работат во соседните држави и слично. Меѓутоа не можевме во друг период, бидејќи како што и самите рековте, пописот напорно се одложи во септември месец, ова беше период кога можевме да го пуштиме огласот и навистина не очекував јас дека ќе има така слаб интерес, особено во делот на Скопје, оние пописни райони кои што го покриваат градот Скопје и околината, Охрид, Струмица, Ново село и пописните райони каде што преовладува албанското население. Го пролонгиравте пописот. Колку ви овај конкурсот, колку ви недостасуваат попишувачи? Не станува збор за преголема бројка на недостаток на попишувачи, некаде околу 1500 максимум. Кажам околу заради тоа што посакуваме да имаме и лица кои што ќе бидат во резерва, да имаме поголем број на кандидати заради избор по соодветен и слично, значи не само да поклопиме онаа бројка која што ни треба де факто, туку да имаме нешто повеќе кандидати. Во па би рекол некаде околу 20 на пописни райони, вкупно 50, веќе имаме задоволителни бројки. Она што го бараме и нешто и повеќе, што може да се направи соодветен избор, меѓутоа овие пописни райони кои што ги набројав, каде што е и концентрирано најголемата маса на популацијата, за жалост се уште ги немаме собрано, мислам, нема доволно пријавени кандидати за однос на што ние го бараме. Учеството во пописните теренски активности не е бесплатно, велат од Државниот завод за статистика. Нагласуваат дека попишувачите и инструкторите во зависност од пописните кругови во кои ќе работат, но и во зависност од квалитетот и брзината со која ќе извршуваат работата, можат да заработат и до 40.000 денари. На престојниот попис кој треба да се спроведе од 5 до 30 септември, над 5500 попишувачи треба да ги посетат домовите на македонските граѓани. За попис не е потребен валиден пасош, туку единствен матичен број. Во домовите ќе дојде еден попишувач, освен во средините каде има повеќе етнички заедници. Пописот ќе се спроведува на 7 јазици. Попишувачите со себе ќе носат лаптоп, а граѓаните ќе треба да одговорат на околу 60 на прашања. Внесените податоци веднаш ќе одат во базата на Државниот завод за статистика и ќе се вкрстуваат со другите бази, меѓу кои има МВР, Катастар, Агенција за вработување, УЈП. Прашалниците со лажни податоци автоматски ќе се одбиваат и ќе одат на дополнителна проверка. Ова е предвидено со методологијата на пописот.